Почитувани представници на медиумите, добар ден и ви благодарам за присуството. Подолг временски период, власта се обидува на најразлични начини да дефокусира јавноста. Таа сака да зборуваме за се друго, само не за оние прашања кои што за граѓаните живот значат. Затоа ВМРО-ДПМН од економските теми бега како ѓаволот од крстот. Наспроти тоа, СДСМ останува доследен на својата определба, вниманието на јавноста да го насочува кон оние прашања што се најважни за подобар живот на граѓаните, сега и во иднина. Секој од нас има обична сметка во банка на која што ги чува парите. Сметката на која државата ги чува парите се наоѓа во Народна банка и овој графикон го покажува токму тоа. Движењето на депозитите на државата кај Народна банка во периодот откако премиер на Република Македонија е Никола Груевски. Погледнете ја добро сликата. Што би рекол премиерот Груевски, една слика, 1000 зборови. На крајот од август 2006 година, кога ВМРО-ДПМН ја презеде власта и Груевски стана премиер, депозитите на државата кај Народна банка изнесуваат 37 милиарди денари. На крајот од март се сведоа на 8 милиарди денари. Тоа е намалување за цели 29 милиарди денари. Или за околу 470 милиони евра. Премиере Груевски, каде отидоа парите? Ова сега не е најниското ниво. Најниското ниво беше на крајот од јуни 2009 година, кога депозитите на државата кај Народна банка се сведоа на 5,4 милиарди денари. Потоа гледаме дека дојде до одредено подобрување. На што се должи тоа? Тоа се должи на еврообврзницата, на десетина милиарди денари, кои што после позајмувањето во странство легнаа на сметката кај Народна банка и работите се подобрија. Гледаме дека и тоа подобрување е за кратко време. За кратко време гледаме дека и тие пари почнува да ги снемува. И сега прашањето е, што сега? Се знае, сега следи ново задолжување и се зборува за 200 до 300 милиони евра. Нов долг кон странство со високи каматни стапки. Запомнете оваа слика. Таа го покажува начинот на владење на ВМРО-ДПМН. Се што има да се троши, се што се нашло и се што може да се троши, се да се потроши. И така, се додека има нешто за трошење. До кога трае ваквото трошење, се додека можеме да се задолжиме во странство. Се знае како завршува тоа. Се до оној момент, додека некој сака да ни даде на заем, ова може да се прави. Во оној момент, кога владата на Никола Груевски ќе ја презадолжи Македонија и кога веќе никој нема да сака да ни дава на заем, тогаш започнува болното соочување со реалноста. Почитувани, погледнете ја и запомнете ја оваа слика. Еве како ВМРО-ДПМН ја уништува иднината на младите генерации. Ви благодарам. Дали имате прашања? Па јас мислам дека власта тоа ќе сака да го направи што поскоро, бидејќи според информациите кои што ги слушаме од Стопанската комора, а тоа е дека доцни повратот на ДДВ, јас мислам дека државата ќе сака што побрзо да се задолжи за да може да си ги регулира обврските. Според сознанијата, значи таа веќе доцни во извршувањето на своите обврски. Цифрата од 200 до 300 милиони е цифра со која што и останатите медиуми, да речеме, цифра која што се спомнува, така што мислам дека некаде во тој опсек ќе биде и износот на новата еврообврзница.